Избори ќе одлучат помеѓу предавничката политика која се спроведува од претходната власт и политиката за националните интереси на Македонија, која следи сегашната влада, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Но за бргу денеска, веќе сме во втората половина од нашиот мандат, ќе имаме парламентарни избори, па граѓаните нека одлучат. Дали овие кои што капитулира, ја ограбија, ја осиромашија, ја уништија Македонија, треба да добијат еден пратеник, или ние кои што нудиме сосема еден нов современ концепт кој што се темели на многу работа, напорна работа, вакви објекти из цела Македонија, но истовремено безкомпромисна битка со аргументи и со став за националните интереси. Тоа е она кое што ќе добиете од оваа опција. Од другата опција гледате свитка на кичма, меко ткиво, криминал, корупција, грабеж, понижување, омаловажување. Тоа ќе биде изборот на следните парламентарни избори и граѓаните ќе треба да одлучат. Евентуални уставни измени според Мицкоски е само отварање на пандорината кутија во која се сместени серија од барања кои не се нови. Ова се барања кои што постојат од 2022 година. Јас разбирам дека некој има потреба да манипулира, затоа што потпишал капитулација, затоа што бил политички неуспешен, затоа што бил национално исплатнат, затоа што бил обременет со криминал и корупција и бил подготвен бел лист хартија да потпиши да прифати се. Тоа е вистината. Македонските граѓани мора да знаат дека не се само промена на уставот и дел од бугарската земјица во преамбулата. Не. Тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме пандорината кутија. Следи акцискиот план, следи работата на историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на историската комисија е само едно од барањата. Таму има можеби 15 на нови барања кои што ние како држава треба да ги исполниме. Мицкоски денес повторно го објасни неговиот оптимизам по разговорот со Мерц и Макрон, кој на државата и дава алтернативни можности. Јас сум се уште оптимист. Кога станува збор за разговорот кој што го имав со канцеларот Мерц и со францускиот претседател Макрон, затоа што тоа што го разговаравме на тој состанок е сосема различно од тоа што е разговарано на вчерашниот состанок, така што ние мора да бидеме оптимисти и да работиме, истовремено да ги штитиме македонските национални интереси, истовремено да не влегуваме во авантура, истовремено да не бидеме очајници и давеници, како што тоа го правеше претходната влада. Владата проектира и очекува економски раст поголем од 3,5%, изјави премиерот Христијан Мицкоски, откривајќи ги владините економски мерки за наредниот период. Ние остануваме на оние проекции кои што ги имавме дека ќе биде над 3,5%, имајќи предвид дека во првиот квартал остваривме раст реален од 3,1%, а со усогласени вредности 3,3%, сезонски усогласени вредности 3,3%, што во однос на бруто домашниот производ представува еден од најдобрите во Европа во овој момент, колку и да сакаат поединци да извртуваат вистината или сатирично да го пренесуваат сето тоа, но за нив имам лоша вест. Македонија забрзува, Македонија победува и Македонија како многу пати во историјата ќе победи. Во однос на предвидениот ребаланс на буџетот, Мицкоски потврди дека тој ќе биде готов и усвоен до крајот на јуни. Ние како влада преферираме редовни парламентарни избори, но доколку опозицијата посака избори ќе имаат, ние сме тука да ги организираме и да победиме. И фрли ракавица премиерот Христијан Мицкоски на опозицијата. Само сакам да констатирам факт дека ние влегуваме во втората половина од мандатот и политички умно е кога ќе влезете во втората половина на мандатот да бидете подготвени на секакви сценарија. Ние сме кажале дека наша опција која што ја преферираме како влада е редовни избори во 2028 година. Но сме подготвени секогаш како политичка партија, доколку тоа опозицијата го бара, да излеземе на терен и повторно да победиме. Во однос на најавената владина реконструкција, Мицкоски изјави дека разговорите за неа почнуваат од следната недела. Следната недела ги започнуваме со коалицијските партнери разговорите. Најпрво сакам да ја слушнеме визијата, да видиме дали таа визија се поклопува, а дури потоа можеме да зборуваме за кадровски решенија. Во изминатите денови кадровски освежувања спроведе ВМРО ДПМН. Станува збор за 30% нови луѓе, кои што
кои што сега добиваат можност да покажат, да работат, не само за партијата, најважно е да работат за државата. Така што на овој начин остануваат уште некои мали финеси да се доусогласат во следната недела и јас очекувам уште тие мали финеси да бидат усогласени, така што покрај новиот состав на извршниот комитет, новите председатели на општинските комитети ќе дојдат и освежувања во другите структури на партијата. Трајно решение треба да добијат лицата со траен инвалидитет, изјави денеска министерот за здравство Азир Алију, потенцирајќи ги бројните поплаки од комисиите за здравство. И ние направивме работна група помеѓу двете министерства и таа работна група после неколку состаноци по моје барање да смениме и закон ако треба, не известија дека закон не треба да се смени во оваа фаза, бидејќи законот дава можност за трајен инвалидитет, но ќе треба да се работи повеќе со комисиите за да може комисиите реално да видат таму кај што има трајен инвалидитет да се даде тој трајен инвалидитет. Јас пред 2-3 недели пратив писме до сите комисии за да може да ги анализира тие пациенти што навистина имаат трајен инвалидитет, да не треба да се појавуваат, туку да имат решение за трајен инвалидитет. Зошто овие лица непотребно се малтретираат? Јас ќе имам средба со сите комисии и ќе анализираме таму кај што има можности законски, бидејќи сепак тие на крајот на денот се професионалци, на крајот на денот тие треба да се потпишуваат и да даваат решение за трајен инвалидитет, но како и да е, некои пациенти имаат очигледно проблеми со здравјето кои што очигледно не може здравјето да се подобрува. Од пример, ако нема нога, не може да нема трајен инвалидитет, бидејќи ногата е орган кој што не расте. Како и да е, после средбите и после анализите од работната група, ќе излеземе со јасна предвидена динамика. Алију денеска потврди дека во здравството има злоупотреби со листите на чекање, но и злоупотреби во отсуство на работа на лекари и останат медицински персонал. Фингерпринтот функционира во Министерството за здравство и секој ден и јас се скенирам. Исто така функционира во 3 клиники во клиничкиот центар Мајка Тереза, во клиника за инфективни болести, во Тоарилус во еден дел и во трансфузиологија, но се уште е во пилот фаза таму, кај нас веќе не во Министерството, но таму заради тоа што имаме дел од вработените кои што се на годишен одмор, па треба да се вратат и се уште немаме 100% вработени кои што веќе ги има во базата. Азир Алију е точно 1 година на функцијата министер за здравство, но не знае дали ќе биде опфатен со најавената владина реконструкција. Оперативниот план за вработување за 2026 година предвидува опфат на над 10.000 лица и е во вредност од речиси 40 милиони евра. Изнесува денес на прес од ВМРО ДПМН, потенцирајќи дека е значаен чекор во насока на зајакнување на економијата и унапредување на пазарот на труд. СДСМ пак денес поднесува ургенција до председателот на Собранието Гаши за да се овозможи одржување на надзорната расправа за законот за употреба на македонскиот јазик. Владата предводена од ВМРО ДПМН во фокус го става отварањето на нови работни места и создавање можности за вработување, со што се настојува да се подобри економската состојба и да се намали стапката на невработеност во земјата. Оперативниот план за вработување за 2026 година предвидува опфат на над 10.000 лица и е во вредност од скоро 40 милиони евра. Главен приоритет е отварање на нови работни места, при што предвидени се повеќе од 32 милиони евра кои што се директно наменети за таа цел. Младите повторно се во фокусот. Никој не се грижи за македонскиот јазик. Ова е реченица која на денешно време и придонесена законска рамка е навистина жално и тажно да се слушне. Иако постојано најавувавме и предупредувавме дека законот за употреба на македонски јазик кој беше донесен во јануари 2024 година не се применува, во редовите на ВМРО ДПМН е како на никој да не му е гајле. Затоа денес поднесуваме ургенција до председателот на Собранието, господинот Африм Гаши, да му наложи на матичното работно тело одржување на надзорната расправа за законот за употреба на македонски јазик. Доста беше од декларативна грижа за македонскиот јазик,
Време е институциите да покажат со дела, а не со зборови, дека неговата заштита и унапредување се вистински национален приоритет. Најголеми досега беа синокешните протести што се одржаа во Тирана против изградбата на луксузно одморалиште на Јадранскиот брег во Јужна Албанија, планирано од зетот на американскиот председател Доналд Трамп, Џаред Кушнер. Ова беше 11-ти протест поред, траеше повеќе од 4 часа со учество и на албанци надвор од Албанија, што доби сензационален карактер. Демонстрантите носеа транспаренти на кои пишуваше Албанија не е на продажба, Рамо во затвор, Бериша во затвор. Оставете не да живееме тука. Маршираа од плоштадот Скендербег до владата, каде побараа оставка од премиерот Еди Рама. Силно невреме ја погоди Словенија, а потоа и Хрватска во среда навечер и остави зад себе огромна материјална штета. Во Словенија делови од Горенска беа најтешко погодени, но последиците беа регистрирани и во Подравина, Штаерска и Корушка. Бурата проследена со ветрови со сила на ураган, обилни дождови и град, оштети повеќе од 150 згради, додека пожарникарите интервенираа повеќе од 400 пати. Силна бура проследена со бурен ветер, град и обилни дождови погоди делови од Хрватска, особено во областа Нова Градишка и северот од земјата. Меѓу најтешко погодените локации беше комплексот на општата болница во Нова Градишка, каде што ветерот целосно го однесе покривот на мртовечницата. Во Меѓумурје, град и силни ветрови со обилни дождови ги погодија лозарските региони Горње, Меѓумурје. Жителите велат дека силниот град за кратко време ги затрупал дворовите и патиштата. Председателот на Србија Александар Вучич изјави дека планира да поднесе оставка во наредните 3 до 4 месеци, а можеби и порано, отварајќи простор за нови председателски избори и можна политичка реконфигурација на власта во земјата. Тој нагласи дека евентуалното повлекување нема да представува скратување на мандатот, туку оставка согласно уставните процедури. Според српскиот устав, доколку председателот поднесе оставка пред истекот на мандатот, функцијата привремено ја презема председателот на Народното собрание, а нови председателски избори мора да се организираат во рок од 3 месеци. Вчерашниот пожар во Штип е најновата лекција и запален аларм дека ставот кон пожарите треба да се менува. Пожари има се повеќе, а пожарникарите се недоволни за да се справат со нив. Огромна заслуга за гаснењето на вчерашниот пожар има доброволното противпожарно друштво Штип, но и граѓани кои излегуваат да го гаснат пожарот. Примивме повик од ТПП Штип, за 10 минути ние веќе бевме во противпожарната станица, се групиравме, се организиравме и веќе бевме на терен. На терен сме со 4 наши возила, 4 джипа, 3 атевиња и 12 луѓе. Доброволни противпожарни друштва веќе речиси има во сите општини и тие стануваат столбови на противпожарната одбрана. Општина Карбинци, како новитет оваа година е новоформираното доброволно противпожарно друштво Баргала, кое што ќе функционира на територија на општина Карбинци, иако на некој начин ова доброволно друштво е се уште на почетокот на своите почетоци со скромни ресурси, меѓутоа како веќе обучена структура на луѓе ќе може да излезе во пресред не само во општина Карвинци, туку и во околината доколку има потреба. Сезоната на пожари само што не почнала и наивно е да се мисли дека нема да ги има. Сега најважна е превентивата и подготвеноста за справување со нив. Па да, имаме добра соработка со територијалната противпожарна единици, исто така и со општината. Имаме подпишено меморандум за соработка. Кога имаат потреба не повикуваат, излаваме на терен, помагаме колку што е во наша можност и мислам дека со ќе се роди ке многу други обични луѓе што сакаат да се приклучат во доброволната единица да помогнеме за самиот наш град. Новата состојба во целост ја менува стратегијата во борба против огнените стихии, а таа мора да смети на граѓаните кои досега воглавно се воздржуваат од гасење на пожари, сметејќи дека тоа е работа на друг. Треба да помогнем. Ја да бев сега ќе Ама зашо не помага? Некој не помага. Оти луѓето не се добри. Не помагаат едни со други, не се работуваат, не се помагаат. Од хумана гледна точка. Здраво. Моли? Здрав. А има и страх. Има се. Ама сега многу е народот изменет, не е тоа како на нашите години. Ние помагаме и до ден денеска помагаме и на деца, и нешто ако се случи у кумши, и пожари, со и да. А овие зашо не помагаат? И па
некако сменете народот. Народот не е заинтересиран да помогне на некој. Има се екипа за пожари. Добре, да, ајде, ако видиш пожари... Слушай сега, никој не смее да се го ризикува животот па да упаѓа у огин. Тоа е нивниот страх, од сам себе страх има. Не е будала некој да оде таму да се прже или коса или лице или раце. Магат преплага. Ја лично го разумем, многу. Владата е спремна да се справи со сите предизвици кои ќе ја донесат новата летна сезона на пожари во Македонија, изјави денес премиерот Мицкоски, потенцирајќи ја успешната организираност на територијалната противпожарна единица Штип, доброволното противпожарно друштво и градоначалникот Јорданов за синокешниот пожар во Штип. Како влада ги преземавме сите мерки, но факт е дека сезоната е таква каква што е, имавме прилично дождлива пролет, имаме голема висина на тревна површина. Сега доаѓаат денови кога ќе се зголемува температурата, од таа тревната површина ќе се суши и нормално ќе биде подложна на ваков тип на влијание. Вчера имавме во Штип една огнена стихија која благодарност на силната организираност на доброволците, на пожарникарите, на градоначалникот и локалната самоуправа беше ставена под контрола во многу кратко време и беше комплетно изгасена. Од утре до 15 овој месец тече првиот рок за електронското пријавување и упис на завршените основци во средните училишта. Во 5 штипски средни школи има 700 слободни места. Кои услови кандидатите треба да ги исполнат при електронскиот упис? Да не се постари од 17 години, да имаат завршено основно образование, а учениците кои имаат одредени пречки во развојот да не се постари од 25 години и да се определиле за едно од трите видови на средно образование во нашата држава, а тоа е гимназиско, средно стручно образование или уметничко образование. При поднесувањето на документите покрај пријавата која што веќе ја споменавме, неопходно е учениците да поднесат исто така и извод од матична книга на родени без оглед на датумот на издавање. Треба да поднесат оригинали од свидетелството од 6 до 9 одделение, исто така и дипломи од освоени резултати на некоја од меѓународните надпревари, значи прво, второ и трето место на меѓународен надпревар или пак диплома за освоено прво место на државен надпревар. Во меѓувреме, Министерството за образование и наука објави афирмативна мерка која се однесува само на 7 регионално среднообразовни центри. На ученичките ќе им биде дозволено да се запишат со до 10% помалку од минималниот број на потребни бодови. Тоа значи дека доколку да речеме во профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика треба да се запишат со редовни 60 бода, на девојчињата ќе им биде возможено 6 бода помалку, односно со 54. Целта на оваа афирмативна мерка е да се зголеми бројот на ученички кои што ќе одберат стручно образование. Вториот уписен рок за основците од 20 до 23 јуни. Кога ќе следи конечната ранглиста на примени и идни средношколци? Конечната ранглиста на училиштата може да ја очекуваат учениците на 18 јуни, кога секој училиште има обврска да ја истакне на јавно место до 12 часот. Денеска 475 матуранти од Штип го полагаат вториот дел од државната матура. Задолжителниот испит по мајчин јазик се полага во просториите на кампус 2 при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. До сега, до овој момент, се одвива во најдобар ред. Учениците се на своите места, си полагаат. Атестаторите ги следат упатствата и протоколите кои што ги имаат дадено од страна на Министерството за образование и наука и од страна на Државен испитен центар, така да во моментот не се констатирани никакви недостатоци и неправилности. Во тека е самиот процес на полагање на македонски јазик и литература кој изнесува 210 минути. И за матурантите е планиран августовски рок за полагање на државната матура. Тоа е периодот од 12 до 15 август. Резултатите од јунското полагање ќе се објават во првата половина од јули. Општина Зрновци изобилува од природни и културни богатства, кои за жителите сега се можност да заработуваат од својот дом и да ја претворат традицијата во успешен бизнис со вклучување во развојот на руралниот туризам. Со големо задоволство можеме да најавиме започнување на кампања за развој на руралниот туризам во општина Зрновци. Нашата општина има изворедни природни и културни богатства, како што е планината Плачковица, Зрновска река,
препознатливата домашна гастрономија. Искуствата од минатото се нов предизвик, особено за младите, во искористување на потенцијалите. Врз основа на позитивни искуства од минатото и интересот на посетителите, сакаме да ги поттикнеме граѓаните, особено младите, земјоделците и угостителите, да ги искористат своите капацитети и да се вклучат во туристичката понуда. Која е целта на овој промотивен рурален туризам? Целта на ова е да создадеме нови можности за локален економски развој, да ги поддржиме малите семејни бизниси, а со самото тоа и да ја промовираме Зрновци како атрактивна дестинација за љубителите на природата, традицијата и автентичното селско искуство. Вчерашните електрични празнења, прогнозите на управата за хидрометеоролошки работи се пороен дожд, грмежи и силен ветер во Штип и регионот. Во попладневните часови, во текот на ноќта, како и утре особено во предпладневните часови, ќе бидеме под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса. Времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Очекуваме денес и во попладневните часови, во текот на ноќта, наместа и поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд и услови за невреме со град. Какво време не очекува утре? Значи, утре предпадне, уште ќе се заврши променливо облачно и нестабилно време. Ќе дува особено дожд по Вардаријата и во источните делови, засилен повремено и силен ветер од северен правец. Во Штипскиот регион очекуваме и локално со брзина над 60 км на час, а дневната температура значително ќе се намали во однос на денешната. Утре прогнозирана температура за Штип до 24 степени. За викендот ни следи стабилизирање на временските услови и раст на дневните температури до 33 степени за почеток на наредната недела. Во сабота во село Таринци, брегалничкиот митрополит господин Иларион ќе го освети 20 метри високиот крст кој беше поставен во очи на верскиот празник Света Троица, која е патрон на селото. Крстот е донација на повеќе компании: KTM Energy Solutions, Джолекоп, ТМ, Сейкон, Ванико Метал, Перојтајфата, Кранко, местна заедница Таринци, како и општина Карбинци. Сцена што потсетува на библиска чума е снимена во Руската република Бурјатија, каде што туристите биле принудени да се кријат во своите автомобили откако огромни роеви комарци буквално го затемниле небото. Снимките што кружат на социјалните мрежи ги прикажуваат инсектите како летат над областа на езерото Шчучије, создавајќи сцени што оставија многу гледачи во неверица и вознемиреност. Според локалните медиуми, имало толку многу комарци што некои очевидци ја споредиле гледката со рој скакулци од библиските приказни. Снимките ги прикажуваат инсектите како кружат над патот и вегетацијата, додека луѓето се принудени да бараат за солниште. Утре времето претежно облачно со силен ветер. Температурите во значителен пад и ќе достигнат до 29 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 30 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 44%. Температурите по градови се следните: Штип 23 степени, Карбинци 20, Провиштип 17, Чешиново Облешево 23, Кочани 20. Температурата во Виница до 22 степен, во Македонска Каменица 18, Делчево 22, Пешчево 19 и во Берово максимални 20 степени. Според православниот календар, утре е преподобен Исаки Исповедник. Во католичкиот Иван Факундо.